како измени предлагаме зголемување на нормативите за зеленило пред се, наместо досегашните 20% минимум зеленило на градежна парцела да биде 30% и наместо 25 метри квадратни по жител зеленило на ниво на град да бидат 25 метри квадратни јавно зеленило само, а 50 метри квадратни по жител вкупно зеленило, сметајќи го и зеленилото по дворовите на различни јавни и приватни објекти. На тој начин ќе можеме сериозно да им се спротивставиме и на климатските промени и на реалните потреби за здравјето на граѓаните. Освен тоа, предвидено е и предлагаме да се обезбеди зеленило на 15 минути од домот со одредена површина, за да може тоа да биде рамномерно распоредено низ целиот град, да нема острови каде што некои живеат благопријатно бидејќи има во нивната близина паркче, а други да живеат закопани тотално во бетон со еден тотално неквалитетен живот, туку да има зеленило рамномерно распоредено низ целиот град. Освен тоа, предвидена е една градација на процентите на зеленило на различни парцели според класа на намени, што значи некаде зеленилото треба да биде минимум 30% како што сега предлагаме, но некаде тоа може да оди и до 40 и до 50%, да речеме во двор на градинка или на училиште или на индустријски објект. Не може да се третира дека е доволно само мало парченце зеленило. Таму мора зеленилото да биде во сериозен баланс со останатите објекти. И уште една работа што е многу важна. Предлагаме трикратно зголемување на глобите, на казните за прекршување на Законот за урбано зеленило и тоа го ускладуваме со новиот закон што подоцна се донесе една година од носењето на Законот за урбано зеленило во 2019 се донесе значи закон за прекршоци според кој што можеше казната за еколошки престапи да биде трикратно поголема од останатите казни. И како најважно можеби правиме прецизна дефиниција на тоа што е урбано зеленило, дека тоа е зелен простор над кој и под кој нема градби. Звучи многу едноставно, просто, меѓутоа очигледно дека е потребно за да не се изигрува и злоупотребува самиот поим и термин зеленило, урбано зеленило.